Годинава најлош квалитет на билото злато од кучанско велат оризопроизводителите како резултат на касната сеидба. Оризопроизводителите децидни дека годинава оризарите од земјоделството ќе бидат во најлоша состојба во однос на сите други гранки. Воедно посочија дека во некои региони каде сеидбата ја започнале од 15 април до 1 мај, може да се јават подобри резултати за житвата да започне на 15 септември. Оризопроизводителите се соочуваат и со проблем во однос на цената. Велат дека производната цена би изнесувала од 30 до 32 динари, но со новата реколта и оризот непродаден од лани, купувачите би биле незадоволни и би барале пониска цена од 30 динари, велат оризопроизводителите. Види, квалитетот за 2024 ќе биде еден од најлошите квалитети. Причината е, значи, касната сеидба за некои региони. Тие што посејаат 15 април до 1 мај, тие ќе имат може и подобри резултати и жетвата ќе почне негде од 15 септември. Меѓутоа, приносите ќе бидат од 400 до 500 килограми по единица декар. Не е тоа проблем, проблем е нешто друго, цената е проблем. Цената е од 30 до 32 динара. Жал, од купувачите нека ни да помислат таа цена. Значи, ориз од 5000 килограми на 5000 тони. 100 ориз не продаден, ќе затечат. И ако земат овие, значи новата реколта ние ќе соочиме, ќе не уценуват и по 28 динара ќе не го земат ориз. Што значи земјоделецот, оризарите ќе бидат у најлош состојба во однос на сите други гранки. Како што велат оризопроизводителите, лошиот квалитет се должи на невремено пуштање на водата, несоодветни пестициди, бидејќи тие самите се снаоѓале кои како знае и умее. Задоволството од откупната цена и соработката е многу тешка во последните 20 на години, а на тоа се јавува и резултатот од иселувањето на жителите. Крајот на 2023 до почетокот на 2024 ние имавме значи, цена над 30 денари зарпата, меѓутоа таа беше соодветна на рандаманот кој што го даваше оризот. Значи се уште се водиме според таа производна цена која што пред 2-3 години ја дадува од Земјоделскиот институт во Скопје. Но меѓутоа од тогаш до денеска имаме промени во производството, значи употреба на повеќе хербициди и трошоците секако дека се зголемува. Задоволството, како што вие ме прашавте за задоволството од откупната цена и соработка со откупувачите, значи тоа можете да го гледате веќе во последните 20 години дека соработката со нив е многу тешка, што даде резултат во последните пред 6-7 години иселувањето да се зголеми во овие простори. Што значи дека се покажа како факт дека главен и одговорен за целата погрешна земјоделска политика со оризопроизводството се токму тие. Оризопроизводителите додаваат дека започнале да работат на теорија за производна цена, затоа што во последните 2 години тие започнале да бараат од Земјоделскиот институт да искалкулира производна цена. Тоа би значило најнеопходно како што велат, затоа што тоа би било основата по која би се воделе оризопроизводителите.